Свето Евангелие според Марко. Јован го објавува доаѓањето на Исус Христос, крштавањето на Исус и неговото искушување. Исус го проповеда Евангелието, ги повикува учениците и исцелува болни. Глава 1. Почеток од Евангелието на Исуса Христа, Син Божи, како што е напишано кај пророците. Еве, јас го испраќам пред лицето Твое мојот ангел, кој што ќе го приготви Твојот пат пред Тебе. Гласот на оној што вика во пустињата: пригответе го патот на Господа, изравнете ги патеките негови. Се јави Јован крштевајќи во пустињата и проповедаше покајно крштевање за проштевање на гревовите. И излегуваа при него од целата јудејска страна и од Ерусалим, и сите се крштеваа од него во реката Јордан, исповедувајќи ги своите гревови. А Јован носеше облека од камилски влакна и појас од кожа околу половината своја и јадеше скакулци и див мед. И проповедаше велејќи: по мене иде посилниот од мене, на кого не сум удостоен да се наведнам и да му ги одврзам рамењата од обувките негови. Јас ве крстив со вода, а он ќе ве крсти со Дух Свети. Во оние дни дојде Исус од Назарет Галилејски и се крсти од Јована во Јордан. И кога излегуваше од водата, веднаш виде како се отвараат небесата и Духот во вид на гулаб како слегува над него. И се чу глас од небесата: Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Веднаш потоа Духот го изведе во пустиња. И беше таму во пустињата 40 дни искушуван од сатаната. Беше со зверови и ангелите му служеа. А потоа, кога Јован беше предаден, дојде Исус во Галилеја и ја проповедаше радосната вест за Царството Божјо. И велеше: Времето се исполни и Царството Божјо наближи, покајте се и верувајте во Евангелието. И одејќи покрај Галилејското море, го виде Симона и брата му Андреја како фрлаат мрежа во морето, зашто беа рибари. Исус им рече: Врвете по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе. И тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Па штом одмина малку, го виде Јакова Заведеев и брат му Јована исто така во кораб како ги крпат мрежите своји. Веднаш ги повика и нив. И тие, оставајќи го татка си Зеведеја во коработ со наемниците, тргнаа по него. И дојдоа во Капернаум. И веднаш во саботата влезе он во синагогата и поучуваше. И се чудеа на неговата наука, оти он ги учеше како оној што има власт, а не како книжниците. Имаше во синагогата ливна човек со нечист дух и извика говорејќи: О, што имаш ти со нас, Исусе Назарече? Си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си ти, светец Божје. Но Исус му забрани велејќи: Молкни и излези од него. Тогаш го стресе нечистиот дух, па извика со висок глас и излезе од него. И сите се стресоа од ужас, така што еден со друг се прашуваа и велеа: Што е ова? И какво е ова ново учење што со власти на нечистите духови им заповеда и тие му се покоруваат? И одеднаш се разнесе глас за него по целиот крај Галилејски. Па како излегоа од синагогата, дојдоа со Јакова и Јована во куќата на Симона и Андреја, а баба на Симон лежеше од треска, и веднаш му јавија за неа. И кога пристапи, ја фати за рака и ја подигна. И треската веднаш ја остави, и таа стана и почна да ги послужува. А приквечер, кога заоѓаше сонцето, носеа при него секакви болни и бесни. И целиот град се беше собрал пред портата. И излекува мнозина што страдаа од разни болести, истера многу бесови и не им позволуваше на бесовите да кажуваа дека знаат оти е он Христос. А утредента во темни зори стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше. А Симон и оние што беа со него поитаа по него. Па кога го најдоа, му рекоа: Сите те бараат. А он им рече: Да појдеме до блиските села и градови и таму да проповедам, зашто затоа сум излегол.
И проповедаше во нивните синагоги по цела Галилеја и изгонуваше бесови. И дојде при него еден лепрозен, па молејќи го падна пред него и му рече: Ако сакаш, можеш да ме очистиш. А Исус, кога се смилува, протегна рака, се допре до него и му рече: Сакам, очисти се. И штом го рече тоа, се изгуби лепрата од него и тој стана чист. Па како го отпушти, му заповеда и му рече: Гледај, никому ништо да не кажуваш, но оди, покажи му се на свештеникот и принеси дар за очистување како што заповедал Мојсеј, ним за сведоштво. А тој штом излезе, почна да раскажува многу и да разгласува, така што Исус не можеше јавно да влезе во градот, а се задржуваше надвор во осамотени места. И приоѓаа кај него од секаде. Патениот. Исус го повикува Матеја за постот. Кинење класје во сабота. Глава 2. По неколку дена он пак влезе во Капернаум и се чудека е во една куќа. Веднаш се собра мнозина, така што и пред вратата не можеа да се сместат, а он им зборуваше. И дојдоа при него со еден фатен, кого го носеа четворица. Па како не можеа да се приближат до него од народот, откако го открија и го пробија покривот од куќата каде што беше он, ја спуштија постелката на која лежеше фатениот. А Исус, кога ја виде верата нивна, му рече на фатениот: Синко, ти се опростуваат гревовите твои. Таму седеа некои од книжниците и си помислија во срцата свој: Што холи овој на Бога? Кој друг може да опростува гревови освен единиот Бог? Исус веднаш што му узна со својот дух дека тие така мислат во себе, им рече: Зошто го помислувате тоа во срцата своји? Што е полесно да му кажам на фатениот: ти се простуваат гревовите, или да речам: дигни се, земи ја постелката своја и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите, му рече на фатениот: тебе ти велам, стани, земи ја постелката своја и оди си дома. И тој стана веднаш, па штом ја зеде својата постелка, се појави пред сите, така што сите се восхитува и го славеа Бога велејќи: Никогаш вакво чудо не сме виделе. И излезе Исус пак покрај морето и сиот народ доаѓаше при него и он ги поучуваше. И кога одеше, го виде Левија Алфеев кој седеше на митницата и му рече: Врви по мене. Тој стана и тргна по него. А кога седеше Исус на трапезата во неговата куќа, заедно со него седеа и учениците негови, и многу митници и грешници, зашто тие беа мнозина и врвеа по него. Книжниците и фарисеите, штом го видоа да јаде со митници и грешници, им рекоа на учениците негови: Зошто со митници и грешници јаде и пие? Кога го чу тоа Исус, им рече: Здравите немаат потреба од лекар, а болните. Не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Учениците на Јована и на фарисеите постеа. И приоѓаа некои па му велеа: Зошто учениците Јованови и на фарисеите постат, а твоите ученици не постат? Исус им рече: Зар можат сватовите да постат кога младоженецот е со нив? За сето време, дури е со нив младоженецот, тие не можат да постат. Но ќе дојдат дни кога ќе им го одземат младоженецот и тогаш во тие дни и тие ќе постат. Никој не крпи стара облека со нова крпа, инаку новозашјената крпа ќе се отчие од старото и отворот ќе биде уште поголем. Никој не става ново вино во стари мевови, инаку новото вино ќе ги рассепи мевовите и виното ќе истече, а и мевовите ќе се упропастат, туку ново вино треба да се става во нови мевови. И му се случи во саботен ден да минува преку нивјето и почнаа учениците негови врвејќи да кинат класје, а фарисеите му рекоа: Гледај, зошто го прават учениците во сабота тоа што не треба да се прави?
но он им рече: Zar nikogаш не сте читале што направи Давид кога имаше потреба и огладне сам тој и оние што беа со него? Како влезе во домот Божји, при првосвештеникот Авијатар, ги изеде лебовите од жртвеникот, што не требаше да ги јаде никој друг, освен свештениците, па им даде и на оние што беа со него. Потоа продолжи: Саботата е создадена за човекот, а не човекот за саботата. Па така, Синот човечки е господар и на саботата. Исус исцелува во сабота сува рака, изгонува нечисти духови. Избор на 12-те. Ги казува фарисеите што кулат на Духот Свети. Укажува кои се неговите вистински роднини. Глава 3. И влезе пак во синагогата, а таму имаше еден човек со исушена рака. И пазеа на него дали ќе го исцели во саботен ден, за да го обвинат. А он му рече на човекот со исушената рака: Застани насреде. Ним пак им кажа: Во сабота позволено ли е да прави човек добро или зло, да спаси една душа или да ја погуби? Па кога ги изгледа со гнев, зашто му беше тешко поради нивните скаменети срца, му рече на човекот: Протегни ја раката своја. Тој ја протегна и таа му стана здрава како и другата. Фарисеите што ми излегоа веднаш се собраа со иродовците на совет против него како да го погубат. Исус пак отиде со своите ученици кон морето и по него одеше многу народ од Галилеја и од Јудеја, од Ерусалим и од Идумеја и отаде Јордан, па и од Тир и Сидон, откако чуја какви дела врши, во голем број дојдоа кај него. И им порача на учениците свој да му приготват кораб поради народот, за да не му додева. Зашто мнозина беше излекувал така што сите кои беа болни навалуваа на него за да се доближат до него. И нечистите духови, штом ќе го видеа, паѓаа пред него, викаа и говореа: Ти си Син Божји. Но он строго им забрануваше да разгласуваат за него. Потоа се искачи на гората и ги повика при себе оние кои сам ги одбра и тие дојдоа при него. Избра 12 да бидат со него и да ги праќа да проповедаат и да имаат власт да лекуваат болести и да изгонуваат бесови. Првиот Симон, кога го нарече Петар, па Јаков Зеведеев и брат му Јован, на кој им даде име Воанергес, што значи синови на громот. Потоа Андреј, Филип, Вартоломеј, Матеј, Тома, Јаков Алфеев, Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариотски кој и го предаде. И дојдоа во една куќа и пак се собра народ, така што тие не можеа ни леп да јадат. И кога чуја неговите домашни, отидоа да го приберат, оти се говореше дека не бил на себе си. А книжниците што беа слегнале од Ерусалим велеа дека во него е Велзевул и дека бесовите ги издерува со силата на кнезот демонски. И кога ги повика, им говореше во параболи. Како може сатаната да изгонува сатана? Ако едно царство се раздели на делови, еден против друг, тоа царство не може да се одржи. И ако еден дом се раздели на делови, еден против друг, тој дом не може да обстане. Ако и сатаната се дигнал против себе си и се разделил, не ке може да се одржи, му дошол крајот и нему. Никој не може, кога ќе влезе во куќата на силен човек, да му ја ограби по куќнината, ако најнапред не го врзе силниот, и тогаш ќе му ја земе по куќнината. Вистина ви велам, на човечките синови ќе им се простат сите гревови и хули, какви и да бидат тие. Но кој похули на Светиот Дух, нему нема да му се прости никогаш, а ќе биде виновен пред вечниот суд. Тоа го рече оти велеа: нечист дух е во него. И дојдоа мајка му и браќата негови, па стоејќи надвор порачаа да го викнат. А околу него седеше народ. И му рекоа: Ете, мајка ти и браќата твои и сестрите твои надвор се и те бараат. А он им одговори велејќи: Која е мојата мајка
или кои се браќата мои? Па како ги погледна оние што седеа околу него рече: Еве ги мојата мајка и моите браќа, зашто оној кој ја исполнува волјата Божја, тој ми е брат и сестра и мајка. Парабола за Царството Божјо. Стигнување на бурата. Глава 4. И пак почна да проучува покрај морето. И се собра околу него многу народ. Он влезе тогаш во кораб во морето и седеше, а сиот народ стоеше на суво покрај морето. И ги поучуваше многу со параболи и во пулките своји и велеше: Слушајте, ете излезе еден сејач да сее. И се случи кога сееше, едни зрна да паднат покрај патот, па долетаа птиците небески и ги исколваа. Други паднаа на каменито место каде што немаше многу земја и набрзо изникнаа, оти земјата не беше длабока. А кога изгреа сонцето, тие свенаа, па како немаа корен, се исушија. Некои паднаа во трње и израсна трњето, ги задуши и не дадоа плод. А други паднаа на добра земја и почнаа да даваат плод, што израсна и узреа, и принесоа кој е 30, кој е 60, кој е 100. И им рече: Кој има уши да слуша, нека чуе. А кога остана сам, оние што беа околу него заедно со 12 го прашаа за параболата. И им кажа: Вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Божјо, а на оние надворешните секи им се кажува во параболи. За да гледаат со очи и да не видат, да слушаат со уши и да не разбираат, оти се бојат да не се покајат некогаш, та да им се простат гревовите. И им рече: Зар не ја разбирате оваа парабола? Како тогаш ќе ги разберете сите приказни? Сејачот го сее словото. Посеаното покрај патот ги означува оние кај кои се сее словото, но при кои, откако го чујат, веднаш доаѓа сатаната и им го граби словото, посеано во срцата нивни. Исто така и посеаното на каменито место ги означува оние кои штом го чујат словото, веднаш со радост го примаат, но немаат во себе корен и се непостојани, па кога настане жалост или гонење заради словото, веднаш се соблазнуваат. Посеаното во трње ги означува оние што го слушаат словото, но грижите за овој век, примамливото богатство и други желби, кои кога се вселат во нив, го задушуваат словото и тоа останува бесплодно. А посеаните зрна на добра земја се оние што го слушаат словото и го примаат и принесуваат плод. Едни 30, други 60, а други 100. И им рече: Зар се внесува светило за да се тури под поклоп или под одар? Не затоа ли да се стави на свекник? Оти нема ништо тајно што не кај стане јавно, ниту пак нешто сокриено, а да не излезе на видело. Ако некој има уши да слуша, нека чуе. И им велеше: Внимавајте на она што слушате, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери и ќе ви се придодаде вам што слушате. Зашто кој има, нему ќе му се даде, а кој нема, од него ќе се одземе и она што го има. Па рече: Царството Божјо прилега на човек што фрлил семе земја, па спие и станува ноќи и дење, а како никнува и како расте семето, тој не знае. Зашто земјата сама од себе донесува плод, најнапред трева, па клас, а потоа и полно зрно во класот. А кога узрее плодот, одеднаш испраќа срп, зашто дошло времето за жетва. Пак продолжи: Со што да го споредиме Царството Божјо или со каква парабола да го прикажеме? Тоа е како синапово зрно, кое кога се сее в земја е помало од сите семиња земни, а кога се посее, израснува и станува поголемо од сите растенија и пушта големи гранки, така што под неговата сенка можат да се засолнуваат птиците небески. И со многу такви параболи им го проповедаше словото колку што можеа да слушаат. И без параболи не им говореше, а на учениците свој насамно се им објаснуваше.
Тој ден вечерта им рече. Да минеме на спротивната страна. И кога го отпуштија народот, учениците го зедоа со себе како што беше во коработ, а го следеа и други кораби. И се подигна голема бура, и брановите се префрлуваа во коработ така што тој веќе пропаѓаше. Он пак беше на кормилото и спиеше на возглавница. Го разбудија и му рекоа: Учителе, зар не ти е жал што загинуваме? А кога стана, му забрани на ветрот и му рече на морето: Молкни, престани. И ветрот стивна и настана голема тишина. Па им рече: Што сте така плашливи? Како немате толку вера? И ги опфати голем страв и говореа еден на друг: Кој е пак овој што и ветрот и морето го слушаат? Исусовото чудо над човек со нечист дух. Чудо со жената што болува од крвотечение и чудо со Јаировата ќерка. Глава 5. Премина отаде море во страната Гадаринска. И кога излезе он од коработ, веднаш го сретна еден човек од гробиштата со нечист дух. Тој живееше во гробовите и дури со вериги никој не можеше да го врзе. Оти многу пати беше во окови и во вериги врзан, ама ги кршеше веригите и ги раскинуваше оковите и никој не можеше да го скроти. И секогаш ноќе и дење по гробиштата и поридиштата викаше и се удираше со камења. Штом го виде Исуса оддалеку, притрча и му се поклони. Па како извика со висок глас и рече: Што имаш ти со мене, Исусе, сине на Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога, не мачи ме. Зошто му беше рекол: Дух нечисти излези од човекот. И го праша: Како те викаат? А тој одговори и рече: Легион ми е името, оти сме многу. И го молеа многу да не ги пади од тој крај. А таму по ридот пасеше голем број свињи. И сите бесови го молеа и велеа: Прати не во свињине да влеземе во нив. И Исус веднаш им позволи. Па како излегоа, нечистите духови влегоа во свињите и се гркнаа свињите по стрмнината во морето, а беа околу 2000, и се издавија во морето. А оние што ги пасеа свињите, побегнаа и известија во градот и по околијата. И мнозина излегоа да видат што станало. И дојдоа при Исуса и го видоа бесниот како седи облечен и со здрав ум, во кого имаше легион, и се уплашија. А оние кои беа виделе раскажуваа што стана со бесниот и со свињите. И почнаа да го молат да се отиде од нивните краишта. А кога влезе во коработ, оној што беше порано бесен го помоли да биде со него. Исус не му позволи, но му рече: Оди дома при своите, па раскажи им што ти направи Господ и како те помилува. Си отиде и почна да раскажува по десетоградието што му направи Исус. И сите се чудеа. А кога премина Исус со коработ пак на другата страна, при него се собра многу народ. И беше покрај морето. И ето, дојде еден од началниците на синагогата по име Јаир, па штом го виде, падна пред нозете негови и го молеше многу, говорејќи: Ќерка ми е на умирање, дојди и положи ги раците над неа за да оздрави и биде жива. И поиде со него. А по него врвеше многу народ и го притискаа. Една жена што страдаше од крвотечение 12 години и големи маки беше претрпела од мнозина лекари, потрошила се што имала и никаква полза не видела, а и станало дури уште полошо. Штом чу за Исуса, се приближи одзади народот и се допре до облеката негова. Оти си велеше: Само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам. И веднаш престана крвотечението и таа осети во телото свое дека е излекувана од болеста. А Исус одеднаш почувствува во себе како излезе сила од него и се сврти по народот, па рече: Кој се допре до облеката моја? Учениците негови му рекоа: Гледаш дека народот те притиска, а прашуваш: Кој се допре до мене? Но он гледаше наоколу за да ја види онаа што го направи тоа.
Жената пак се уплаши и трепереше, па знаејќи што стана со неа, се приближи, падна пред него и му ја кажа целата вистина. А он и рече: Ќерко, верата твоја те спаси. Оди си со мир и биди здрава од болеста своја. Додека он уште зборуваше, дојда од началникот на синагогата и рекоа: Ќерка ти умре, што му создаваш уште труд на учителот. Но Исус, откако ги чу тие зборови, му рече на началникот на синагогата: Не бој се, а само верувај. И никому не му позволи да оди со него, освен на Петра, на Јакова и на Јована, братот на Јакова. Дојде во куќата на началникот на синагогата и виде смут, плачење и силно врискање. И кога влезе, им рече: Што сте се развикали и расплакале? Детето не е умрено, туку спие. А тие му се подсмеваа. Он пак, откако ги истера сите, ги зеде таткото и мајката на девојчето и оние што беа со него и влезе каде што лежеше девојчето. И кога ја фати раката на девојчето, рече: Талита куми. Што значи: девојко, тебе ти велам, стани. И девојката одеднаш стана и почна да оди, бидејќи имаше 12 години. И сите се зачудија многу. А он строго им заповеда никој да не разбере за тоа и рече: Дајте и да јаде. Исус презрен во својот роден крај. Испраќање на 12-те. На Јован Крстител му се одсекува главата. Нахрането 5000 луѓе. Исус на морето. Исцелување на болни. Глава 6. Па излезе оттаму и дојде во својот крај, а по него одеа и учениците негови. И кога дојде саботата, он почна да поучува во синагогата и мнозина што слушаа се чудеа и говореа: Од каде во него ова? И каква е оваа мудрост што му е дадена, та такви чудеса стануваат преку неговите раце? Не е ли он од дрводелецот, синот на Марија, брат на Јакова, Јосија, Јуда и Симона? И нели се овде меѓу нас сестрите негови? И се соблазнија заради него. А Исус им рече: Пророкот никаде не останува без почест, освен во својата земја, меѓу роднините и во својот дом. И не можеше тука да изврши никакво чудо. Само многу малку болни излекува, полагајќи ги рацете врсни. И се чудеше на нивното неверие, па одеше по околните села и поучуваше. И ги повика 12 и почна да ги праќа по двајца и им даде власт над нечистите духови. Па им заповеда да не земаат ништо за попат, освен по еден стап, ни торба, ни леп, ни пари во појасот, но да се обуени во сандали и да не облекуваат по 2 облеки. И им рече: Ако влезете негде во куќа, останете во неа, дури не си отидете оттаму. А ако негде не ве примат, ниту ве послушаат, штом излезете оттаму, истресете го правот од нозете своји ним за сведоштво. Вистина ви велам, полесно ќе им биде на Содом и Гомор во судниот ден, отколку на тој град. Тие појдоа и проповедаа покаяние. И изгонуваа многу демони и многумина болни, помазуваа со еле и лекуваа. И цар Ирод разбра за Исуса, оти името негово беше прочуено, па рече: Јован Крстител воскрестел од мртвите и затоа стануваа чудеса преку него. Едни велеа: Илија е, а други: пророк е или како еден од пророците. А Ирод, штом чу, рече: Тоа е Јован на кого јас му ја одсеков главата, тој воскреснал од мртвите. Зашто сам Ирод прати да го фатат Јована, го врза и го фрли во затвор заради Иродијада, жената на брата му Филипа, оти се оженил со неа, бидејќи Јован му велеше на Ирода: Не ти е позволено да ја водиш жената на твојот брат. А Иродијада се озлоби против него и сакаше да го убие, но не можеше. Оти Ирод се плашеше од Јована, знаејќи дека е тој човек праведен и свети, го пазеше. Многу работи вршеше од послушност кон него и со пријатност го слушаше. И настана погоден ден, кога Ирод, по повод на својот роден ден,
им приготви вечера на своите кнезови, војводи и старешини галилејски. И влезе ќерката на Иродијата, играше и му годи на гостите и на Ирода. Тогаш и рече царот на девојката: барај од мене што сакаш и ќе ти дадам. И се заколна: што и да побараш од мене ќе ти дадам, дури и половината од моето царство. А таа излезе и ја праша мајка си: што да побарам? Таа му одговори: главата на Јован Крстител. И одеднаш, кога влезе при царот со брзина, помоли говорејќи: сакам уште сега да ми ја дадеш на табла главата на Јован Крстител. Царот се загрижи, но заради клетвата и гостите свој не ќеше да откаже. И веднаш, откако испрати джелат, царот нареди да ја донесат главата негова. А тој отиде, му ја отсече главата во затворот и ја донесе на табла, па и ја предаде на девојката, а девојката ја даде на мајка си. Учениците пак негови, кога разбраа, дојдоа и го зедоа телото негово и го погребаа. И се собраа апостолите при Исуса, па го известија за се што направиле и на што поучувале. А он им рече: дојдете и вие во осамено место и одморете се малку. Зашто мнозина доаѓа и си одеа така што нема кога ни да јадат. И отидоа со кораб сами во осамено место. И ги видя народ кога си одеа и го познаа мнозина, па пеш од сите градови тргнаа таму, ги испреварија и се собраа при него. А Исус кога излезе, видя многу народ и се смирува над нив, зашто беа како овци без пастир, и почна да ги поучува многу. И бидејќи веќе времето поизмина, учениците негови пристапија кон него и рекоа: овде е местово пусто, а и доцна е. Распушти ги за да одат по околните села и колеби и да си купат лепоти, нема што да јадат. Он им одговори и рече: дајте им вие да јадат. А тие му рекоа: освен да отидеме и да купиме за 200 динари и леп, па да им дадеме да јадат. Потоа он ги праша: колку лебови имате? Отидете и видете. И кога видоа, рекоа: 5 лебови и 2 риби. Тогаш Исус им рече на сите да посетнат на купчиња по зелената трева. И посетнаа на редици по 100 и по 50. Он ги зеде 5 лебови и 2 риби, па како погледна кон небото, ги благослови лебовите и ги прекрши и им ги даде на учениците свој, за да им ги стават пред нив. Исто така им ги раздели и 2 риби на сите. И јадеа сите и се наситија. И кренаа парчиња од лебот и од рибите, полни 12 кошеви. А оние што јадеа од лебовите беа околу 5000 маши. И веднаш ги натера учениците своји да влезат во кораб и да отидат порано од него на другата страна кон Вицаида, дури он не го распушти народот. И како се оддели од нив, отиде во гората за да се помоли. Пред вечер коработ беше среде морето, а он сам на суо. И ги виде како се мачат при пловењето, оти ветрот им беше спротивен, а околу 4-та стража ноќта се приближи до нив и одејќи по морето сакаше само да помине покрај нив. А тие што му го видоа како оди по морето, помислија дека е тоа привидение, па извикаа, оти сите го видоа и се оплашија. Он веднаш почна да говори со нив и им рече: не плашете се, јас сум, не бојте се. И влезе при нив во коработ и ветрот стивна, а тие многу се оплашија и се чудеа во себе, зашто не се вразумија со лебовите, бидејќи срцето им беше скаменето. И кога преминаа, дојдоа во земјата Генисарецка и се задржаа таму. А што ми излегоа од коработ, веднаш го познаа. Брзо ја обиколија целата таа околија и почнаа на носилки да носат болни таму каде што слушаа дека се наоѓа он. И каде и да влегуваше, во селата, во градови или населби, на раскрсниците полагаа болни и го молеа да се допрат барем до полата од облеката негова. И сите што се допираа до него, се спасуваа. За човечките закони. Исус ја исцелува ќерката на жената Хананејка, а и глуви и неми. Глава 7. Се собраа при него фарисеите и некои од книжниците што беа дошле од Ерусалим.
И кога видоа дека некои од неговите ученици јадат леп со нечисти, односно со неизмиени раце, ги укорија. Зашто фарисеите и сите јудејци, држејќи го преданието на старите, не јадат, дури не ги измијат рацете до лактите. И кога ќе се вратат од пазар, не јадат, дури не се измијат и уште многу друго има што примиле и го држат. Миење чаши, чини, котли, столови. Потоа фарисеите и книжниците го прашаа: зошто учениците твои не постапуваат според преданието на старите, но со неизмиени раци јадат леп? А он им одговори и рече: Добро пророкувал Исаија за вас, лицемерите, како што е напишано. Овој народ со уста ме почитува, а со срцето свој стои далеку од мене. Но напразно ме почитува, оти проповеда човечки повелби. Зашто вие, оставајќи ја Божјата заповед, го држите преданието човечко, миење чини и чаши и вршите многу други слични работи. И им рече: И така ја отфрлате Божјата заповед, за да го запазите вашето предание. Оти Мојсеј рече: Почитувај ги татка си и мајка си, и кој го злослови таткото свој или мајка си, со смрт да се казни. А вие велите: ако некој каже на татка си или на мајка си корбан, односно ветено е на Бога она со кое би се ползувал ти од мене, и на таков не оставате веќе ништо да направи за својот татко или за својата мајка, престапувајќи го Словото Божјо со вашето предание, што сте го предавале вие и многу такви слични работи вршите. И кога го повика сиот народ, им рече: Слушајте ме сите и разберете. Ништо што влегува во устата на човекот однадвор не може да го оскверни, освен она што излегува од него, тоа го осквернува човекот. Ако некој има уши да слуша, нека чуе. И кога се оддалечи од народот и влезе во една куќа, учениците негови го прашаа за параболата, а он им рече: Зар сте и вие така неразумни? Не разбирате ли дека ништо што влегува во човекот однадвор не може да го оскверни? Оти не во срцето му влегува тоа, а во стомакот, и излегува надвор, чистејќи ја сета храна. И уште им рече: Она што излегува од човекот, тоа го осквернува човекот. Зашто однатре, од срцето човечко, излегуваат лоши помисли, прелюбодејства, блудства, убиства, кражби, лакомства, лукавства, пакости, злоби, околукаво, богохулство, гордост, безумство. Сето тоа зло однатре излегува и го осквернува човекот. И кога се крена оттаму, отиде во пределите Тирски и Сидонски, и кога влезе во една куќа, сакаше никој да не го узнае. Но не можеше да се сокрие, зашто чу за него една жена, чија ќерка имаше нечист дух, па како дојде падна пред носите негови. А таа жена беше друговерка по потекло сирофеничанка и го молеше да го истера бесот од ќерка ѝ. Но Исус и рече: Остави најнапред да се насити челата, зашто не е добро да се земе лебот од челата и да им се фрли на кучињата. А таа одговори и му рече: Да, Господи, но и кучињата јадат под трпеза од трошките на челата. И рече: За тој збор оди си. Бесот излезе од ќерка ти. И кога се врати дома, ја најде ќерка си како лежи на постела, бесот беше излегол. И пак излезе Исус од пределите Тирски и Сидонски и отиде кон Галилејското море низ пределите на Десетоградието. И доведеа при него еден глув и тепкав, па го молеа да положи над него рака. Исус, откако го одведе настрана од народот, ги стави своите прсти во неговите уши, а кога плукна го допре неговиот јазик. Па штом погледна на небото, воздигна и му рече: Ефата, што значи отвори се. И веднаш му се отвори слухот. И се разврзаа врските на неговиот јазик и говореше чисто. И им заповеда никому да не кажуваат, но воколку он им забрануваше, во толку повеќе тие разгласуваа. И прекумерно се чудеа и велеа: Се добро прави, и глувите ги прави да слушаат и немите да зборуваат.
Nahraniti 4000 lugje. Baranje znak. Potrebno je čuvanje od farisеите и од Ирода. Исцелување на слепиот. Петровата исповед. Првото пророкување за страдањата. Глава 8. Во тие дни, кога беше собрал многу народ и немаше што да јадат, Исус ги повика учениците свој и им рече: Ми е жал за народот. Оти 3 дена веќе стојат при мене и нема што да јадат. Ако ги распуштам гладни по куќите нивни, ќе премалеат по патот, зашто некои дошле од далеку. Учениците му одговорија: Откаде може човек сите овие да ги нахрани со леб овде во пустињава? И ги праша: Колку лебови имате? А ти одговорија: 7. Тогаш му заповеда на народот да поседне по земјата, па откако ги зеде 7 лебови, заблагодари и раскрши и им ги даде на учениците своји да ги разделат, и тие ги ставија пред народот. Има и малку риби. Како ги благослови, заповеда да ги раздадат и нив. И јадеа и се наситија, и крена 7 гошници останати парчиња. А оние што јадеа бе околу 4000 и ги распушти. И веднаш влезе во кораб со учениците свој и дојде во пределите Далманутски. И излегоа фарисеите и почнаа да се препираат со него, па искушувајќи го му бараа чудо од небото. А он воздигна длабоко и рече: Зошто овој род бара чудо? Вистина ви велам, нема да се даде чудо на овој род. И кога ги остави, пак влезе во коработ и премина на другата страна. А тие пак беа заборавиле да земат леб и во коработ немаа со себе повеќе освен 1 леб. А он им заповеда и рече: Внимавајте, чувајте се од квасот фарисејски и од квасот Иродов. И си размислуваа помеѓу себе велејќи: Тоа е што немаме леб. А Исус кога ги разбра, им рече: Што мислите дека немате леб? Зар уште не знаете и не разбирате? Уште ли е скаменето вашето срце? Очи имате, не гледате ли? Уши имате, не слушате ли? И не помните ли? Кога ги раскрши 5 лебови за 5000 души, колку полни кошеви со парчиња кренавте? Му рекоа: 12. А 7 за 4000, колку кошници со останати парчиња собравте? Тие одговорија: 7. И им рече: Па како тогаш не разбирате? Потоа дојде во Вицаида и доведоа при него слеп и го молеа да се допре до него. И кога го зеде слепиот за рака, го изведе надвор од селото и откако плукна на очите негови, ги положи рацете над него, па го праша дали гледа нешто. Тој кога погледна, рече: Ги гледам луѓето да врват како дрвја. Потоа па ги положи рацете над очите негови и му рече да погледа. И му се поврати видот и ги гледаше сите јасно. И го испрати во домот негов и му рече: Не се одбивај в село, ниту раскажувај некому. И излезе Исус со учениците своји по селата на Кесарија Филипова. По патот ги праша учениците своји и им рече: За кого ме мислат луѓето? Тие одговорија: За Јована Крстител, некој за Илија, а други пак за еден од пророците. Он пак им рече: А вие, за кого ме мислите? Петар му одговори и рече: Ти си Христос. И им забрани да говорат за него кому и да било. Па почна да ги учи дека Синот човечки треба многу да пострада, да биде отфрлен од старешините, првосвештениците и книжниците и да биде убиен и на 3-тиот ден да воскресне. И говореше за тоа откриено. Но Петар, како го повлече настрана, почна да го одвраќа. А он кога се заврати и ги погледна учениците свој, му забрани на Петра да говори и рече: Бегај од мене, Сатано. Оти не мислиш на она што е Божјо, туку на она што е човечко. И кога го повика народот и учениците свој, им рече: Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе и нека го земе крстот свој и нека оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја загуби. А кој ја загуби душата своја заради мене и Евангелието, тој ќе ја спаси.
Оти каква полза е за човека ако го придобие целиот свет, а на душата своја е напакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто кој се срами од мене и од зборовите мои во овој прелюбодеен и грешен род, и синот човечки ќе се срами од него, кога ќе дојде во славата на својот Отец со светите ангели. Христовото преображение. Исцелување на човек со нечист дух. Второто пророкување за страдањата. Борба за првенство. Понизените ќе се возвишат. Потребно е чување од соблазни. Глава 9. И им рече: Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, дури не го видат Царството Божјо дојдено во сила. А по 6 дни Исус ги зеде со себе Петра, Јакова и Јована и ги одведе сами на висока гора, насамо и се преобрази пред нив. А лиштата му станаа светли, многу бели како снег, какви што белилка на земјата не можеше да испели. И им се јави Илија со Мојсија и разговараа со Исуса. Тогаш проговори Петар и му рече на Исуса: Рави, добро ни е да бидеме овде, да направиме 3 сеници, една за тебе, една за Мојсија и една за Илија. Зошто не знаеше што да каже, оти беа многу уплашени. И се појави облак, па ги засени. И од облакот дојде глас кој велеше: Овој е мојот возлюбен син, не го слушајте го. И одеднаш, кога погледнаа наоколу, никого веќе не видоа покрај себе освен само Исуса. А кога слегуваа од гората, им заповеда он: никому да не кажуваат што виделе додека синот човечки не воскресне од мртвите. И го задржаа тој збор во себе, прашувајќи се еден со друг што значи тоа, да воскресне од мртвите? И го прашаа велејќи: А зошто книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија? А он пак одговори и рече: Илија ќе дојде порано и ќе уреди се, а синот човечки, како што е напишано за него, треба да пострада многу и да биде понизен. Но ви велам дека и Илија дојде, како што е напишано за него, и му направија што сакаа. И кога дојде при учениците свој, виде многу народ околу нив и книжници кои се препираа со нив. И штом го виде, сиот народ се исплаши, а кога се приближија, го поздравуваа. Ги праша книжниците: Зошто се препирате со нив? Тогаш еден од народот одговори и рече: Учителе, го доведов при тебе сина ми во кого има нем дух, и секогаш каде и да го фати, го кутнува и тој запенува и крцка со зъбите и се здравува. И им кажав на учениците твои да го изгонат, но тие не можеа. А Исус одговори и рече: О роде неверен, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го при мене. И кога го доведоа кај него, штом го виде, веднаш духот го стресе и тој падна на земи и се валкаше запенет. Го праша Исус татка му: Колку време има откако станува тоа со него? Тој одговори: Од детинство. И многу пати духот го фрлал во оган и во вода за да го погуби, но ако можеш, смили се над нас и помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш да поверуваш, се е можно за оној што верува. И одеднаш таткото на момчето извика и со солзи рече: Верувам, Господи, помогни му на моето неверие. А Исус, штом виде дека се собра народ, му забрани на нечистиот дух и му рече: Дух неми глув, јас ти заповедам, излези од него и не влегувај веќе во него. И кога извика, силно го стресе и излезе. А момчето беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. Исус пак, откако го фати за рака, го исправи и тоа стана. И кога влезе Исус во една куќа, учениците негови го прашаа насамо: Зошто ние не можевме да го истераме? И му одговори: Тој род со ништо не може да се истера освен со молитва и пост. И кога излегоа оттаму, минеа преку Галилеја и он не сакаше некој да распере,
Оти ги учеше учениците своји и им велеше дека Синот човечки ќе биде предаден во човечки раце и ќе го убијат, а на третиот ден по убивањето ќе воскресне. Но тие не ги разбираа овие зборови и се плашеа да го прашаат. И дојде во Капернаум и кога беше дома, ги праша: Што размислувавте меѓу себе патем? Тие молчеа зашто патем се препираа помеѓу себе кој е поголем. Па како седнаа, ги повика 12-те и им рече: Кој сака да биде прв, нека биде последен од сите и на сите слуга. И кога зеде едно дете, го постави меѓу нив, го прегрна и им рече: Кој прими едно такво дете во моје име, мене ме прима. А кој ме прима мене, не мене ме прима, туку оној кој ме пратил. Тогаш Јован му одговори и рече: Учителе, видовме еден кој во Твое име изгонува бесови, а не врави по нас, и му забранивме оти, не оди по нас. А Исус рече: Не бранете му, зашто никој што прави чудо во моје име не ке може наскоро да говори зло за мене. Зашто кој не е против вас, тој е со вас. И кој ве напои со чаша вода во моје име, дека сте Христови, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. А кој соблазни едно од овие мали, што веруваат во мене, за него е подобро да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в море. И ако те соблазнува раката твоја, одсечи ја. Подобро е за тебе без рака да влезеш во животот, отколку да имаш две раце и да отидеш во пеколот, во неизгасливиот оган, каде што нивниот црв не гине и огнот не изгаснува. И ако те соблазнува ногата твоја, одсечи ја. Подобро е за тебе сакат да влезеш во животот, отколку да ги имаш двете нозе и да бидеш фрлен во гената, во неизгасливиот оган, каде што нивниот црв не гине, ни огнот се изгаснува. И ако окото твое те соблазнува, извади го. Подобро е за тебе со едно око да влезеш во Царството Божјо, отколку да имаш две очи и да бидеш фрлен во гената огнена, каде што нивниот црв не гине и огнот не изгаснува. Зашто секој со оган ќе се посоли и секоја жртва со сол ќе се осоли. Солта е добра, но ако солта биде несолена, со што ќе се соли? Затоа имајте сол во себе и мир имајте помеѓу себе. За разводот на бракот. Христос ги благословува децата, богатиот младич, третото пророкување за страдањата, синовите Заведееви, Вартимеј. Глава 10. И кога стана Исус оттаму, премина во пределите јудејски преку страната што е одаде Јордан, и пак приоѓаше народ кон него, а он, по својот обичај, ги поучуваше. И пристапија фарисеите и го праша, искушувајќи го: Допуштено ли е да ја остави човек својата жена? А он им одговори и рече: Како ви заповеда Мојсеј? Тие рекоа: Мојсеј позволи да се напише разводно писмо и да се отпушти. Одговори Исус и им рече: Поради вашето жестоко срце ви ја напишал таа заповед. Во почетокот на светот пак, Бог ги создаде маж и жена. Затоа човек ќе го остави татка си и мајка си и ќе се прилепи до жената своја и обата ќе бидат едно тело, и така тие веќе не се двајца, а едно тело. А Бог што составил, човек да не разделува. И во домот учениците негови пак го прашаа за тоа. И им рече: Кој ќе ја напушти својата жена и се ожени со друга, тој прелюбодојствува спрема неја. А и жена, ако го напушти својот маж и се омажи за друг, прелюбодејствува. И донесуваа кај него деца за да се допре до нив, но учениците им забрануваа на оние што ги носеа. Кога го виде тоа Исус, негодуваше и рече: Оставете ги децата да приоѓаат кај мене и не пречете им, зашто на такви е Царството Божјо. Вистина ви велам, кој не го прима Царството Божјо како дете, тој нема да влезе во него.
И кога ги прегрна, ги положи рацете врз нив и ги благословуваше. Ако ги излегуваше на пат, притрча некој, падна на колена пред него и го праша: Учителе добар, што треба да направам за да наследам живот вечен? Исус му рече: Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар, освен единиот Бог. Заповедите ги знаеш. Не прелюбодействувај, не кради, не сведочи лажно, не навредувај, почитувај ги татка си и мајка си. А тој му одговори и рече: Учителе, сето тоа сум го запазил од младини. Кога го погледна, Исус му омиле, па рече: Едно не ти достига. Оди и продај се што имаш и раздај го на сиромаси, и ќе имаш сокровиште на небото. Дојди и врви по мене, кога ќе го земеш крстот. Тој пак, кога се смути од тие зборови, си отиде нажален зашто имаше големо богатство. И кога погледна Исус, им рече на учениците своји: Колку е тешко за богатите да влезат во Царството Божјо. А учениците се уплашија од зборовите негови, но Исус пак им одговори и рече: Чеда, колку им е тешко на оние што се надеваат на богатството да влезат во Царството Божјо. Полесно е на камила да влезе низ иглени уши, отколку на богат да влезе во Царството Божјо. А тие се чудеа многу и си велеа помеѓу себе: Тогаш кој може да се спаси? Кога ги погледна, Исус им рече: За луѓето тоа не е можно, но не и за Бога, зашто за Бога се е можно. И Петар почна да му говори: Ете, ние оставивме се и по тебе одиме. А Исус одговори и рече: Вистина ви велам, нема таков што оставил куќа или браќа, или сестри, или татко, или мајка, или жена, или деца, или имот, заради мене и Евангелието, а да не примил, и тоа сега во ова време 100 пати повеќе од куќи, и браќа, и сестри, и татко, и мајка, и деца, и нивје, а во идниот век и живот вечен. И мнозина први ќе бидат последни, а последните први. Кога беа на пат искачувајќи се за Ерусалим, Исус одеше пред нив, а тие беа уплашени, па врвејќи по него се боеја. И кога ги повика повторно 12-те, почна да им зборува за она што ќе се случи со него. Ете, се искачуваме кон Ерусалим и Синот човечки ќе биде предаден на првосвештениците и книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на незнабожците, и ќе го исмеат, и ќе го бијат, и ќе го плукаат, и ќе го убијат, и на третиот ден ќе воскресне. Тогаш пристапија кон него Зеведеевите синови Јаков и Јован и рекоа: Учителе, сакаме да ни направиш она што ќе побараме. Он ги праша: Што сакате да ви направам? А тие му одговорија: Дај ни да седнеме до тебе, едниот од десно, а другиот од лево во славата твоја. Но он им рече: Не знаете што барате. Можете ли да ја испиете чашата што ја пијам јас и да се крстите со крштавањето со кое се крштавам јас? Тие одговорија: Можеме. А Исус им рече: Чашата што ја пијам јас, ќе ја пиете и вие, и со крштевањето со кое се крштевам јас, ќе се крстите. Но да позволам да се седи од мојата десна или лева страна, не зависи од мене. Тоа е за оние за кои е приготвено. Десете пак, штом го чуја тоја, негодуваа против Јакова и Јована, а Исус, кога ги повика, им рече: Знаете дека оние што се сметаат кнезови народни, господарат над нив, и управниците управуваат над нив. Но меѓу вас нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга, и кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде роб на сите. Зашто и Синот човечки не дојде за да му служат, но да послужи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина. Потоа пристигна во Ерихон. И кога излегуваше Исус од Ерихон со учениците своји со многу народ, Тимеевиот син Вартимеј, кој беше слеп, седеше покрај патот и просеше.
Па како чуо тие тоа Исус Назареецот, почна да вика и да вели: Исусе, сине Давидов, помилуј ме. И мнозина му велеа да молчи, но тој уште повеќе викаше: Сине Давидов, помилуј ме. Исус застана и рече да го викнат. И го повикаа слепиот, говорејќи му: Не бој се, стани, те вика. Тој кога ја фрли горната облека, стана и дојде при Исуса. А Исус, одговарајќи му, го запраша: Што сакаш да ти направам? Слепиот му рече: Да прогледам, учителе. Исус му рече: Оди си, верата твоја те спаси. И тој веднаш прогледа, па тргна патем по Исуса. Исус влегува во Ерусалим и ја проколнува смоквата, го чисти храмот, препорачува вера, молитва и проштавање. Ја брани својата власт. Глава 11. И кога се приближи до Ерусалим, во Витфагија и Витанија при Раонската гора, испрати Исус двајца од учениците. И им рече: Одете во селото што е наспроти вас, па штом влезете во него, ќе најдете врзано осле што ниеден човек не го јавал. Одврзете го и доведете го. И ако ви рече некој: Зошто го правите тоа? Кажете дека му е потребно на Господа и тој веднаш ќе го прати тука. Тие отидоа и го најдоа ослето врзано за портата однадвор, на раскрсницата, и го одврзаа. И некои од оние што стоеа таму им рекоа: Што правите? Зошто го одврзувате? А овие им одговорија како што им беше заповедал Исус, и тие ги оставија. И го доведоа ослето при Исуса, ги кладоа врз него алиштата свој и он седна на него. И мнозина ги постилаа своите облеки по патот, а оние што одеа пред него и по него викаа и велеа: Осана, благословен е кој иде во името Господово. Благословено е царството на нашиот татко Давида, кое иде во името Господово. Осана во висините. И влезе Исус во Ерусалим и во храмот, а разгледа се, па како веќе беше доцна, излезе и отиде со 12 во Витанија. А утредента кога излего од Витанија, он огладне. И кога оддалеку виде една смоква покриена со лисја, се приближи, не би ли нашол нешто на неа, но кога се доближи до неа, не најде ништо освен лисија, оти уште не беше времето за смокви. И кога одговори, Исус и рече: Од сега никој довека да не вкуси плод од тебе. И го чуја тоа учениците негови. И пак дојдоа во Ерусалим. Кога влезе Исус во храмот, почна да ги пади оние што продаваа и купуваа во храмот, и им ги преврти масите на менувачите и столовите на оние што продаваа гулави. И не позволуваше никој преку храмот да пренесе каков и да било сад. И ги поучуваше велејќи: Не е ли напишано: Домот мој, дом за молитва на сите народи ќе се нарече, а вие го направивте како разбойничко гнездо. И кога го чуја тоа, книжниците и првосвештениците гледаа како да го погубат, зашто се боеја од него, оти сиот народ се восхитуваше на неговото учење. А кога се стемни, он излезе надвор од градот. Утредента, минувајќи, ја видоа смоквата исушена од корен. И кога се сети, Петар му рече: Рави, погледај, смоквата што ја проколна се исушила. А Исус им одговори и рече: Имајте вера во Бога. Оти вистина ви велам, ако некој рече на ова планина: Дигни се и фрли се в море, и не посомни во срцето свое, а поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. И кога стоите на молитва, проштавајте. Ако имате нешто против некого, па и вашиот небесен Отец да ви ги прости вашите гревови. Ако ли пак вие не проштавате, и вашиот небесен Отец нема да ви ги прости гревовите ваши. И пак дојдоа во Ерусалим.
А кога одеше низ храмот, се приближија до него првосвештениците и книжниците и старешините, па му рекоа: Со каква власт го правиш тоа и кој ти ја дал таа власт да го правиш тоа? Исус им одговори и рече: Ке ве прашам и јас за нешто и одговорете ми, тогаш и јас ке ви кажам со каква власт го вршам тоа. Крштавањето Јованово од небото ли беше или од луѓето? Одговорете ми. А тие си мислеа во себе и велеа: Ако кажеме од небото, ќе рече: Па зошто не му поверувавте? Но ако кажеме од луѓето, се плашеа од народот, зашто сите го сметаа Јована за вистински пророк. И кога му одговорија, на Исуса рекоа: Не знаеме. А Исус им одговори и рече: Ни јас не ви кажувам со каква власт го вршам тоа. Парабола за лозарите. Прашање за давање на царскиот данок, за воскресението на мртвите и за најголемата заповед. Давидов син и Господ. Потребно е чување од книжниците. Вдовичината лепта. Глава 12. И почна да им говори во параболи. Еден човек насади лозје и го загради со плот, па ископа бунар и созида кула, и откако им го предаде на лозарите, си отиде. А кога дојде времето, испрати кај лозарите еден слуга за да го прибере од нив плодот на лозјето. Но тие го фатија слугата, го натепаа и го испратија празен. И пак испрати при нив друг слуга, и нему со камења му ја расцепија главата, па го отпуштија посрамен. Испрати и друг, него пак го убија, и мнозина други или натепаа, или пак ги убија. Па, како имаше и еден син, кој му беше мил, го испрати најпосле него при ним велејќи: ке се засрамат од сина ми. Но лозарите си рекоа помеѓу себе: Ово е наследникот, ајде да го убиеме и наследството ќе биде наше. И како го фатија, го убија и го испрлија надвор од лозјето. Што ќе направи пак господарот на лозјето? Ќе дојде и ќе ги погуби лозарите, а лозјето ќе го даде на други. Зар не сте читале во писмото: каменот што го отфрлиат зидарите стана глава на аголот. Од Господа е тоа и чудесно е во очите наши. И сакаа да го фатат, но се уплашија од народот, и разбраа дека за нив ја кажа параболата. И кога го оставија, си отидоа. А пратија кај него од фарисеите и од иродовците за да го фатат на збор. Тие дојдоа и му рекоа: Учителе, знаеме дека си правичен и дека не се боиш од никого, оти не гледаш кој е кој, туку вистински поучуваш за патот Божји. Треба ли да се дава данок на царот или не? Да даваме ли или да не даваме? А он, знаејќи ја нивната лицемерност, им рече: Зошто ме искушувате? Донесете ми еден динар и да го видам. И тие донесоа, па им рече: Чиј е овој лик и надпис? Му рекоа: На царот. Тогаш Исус им одговори и рече: Подајте го царевото на царот, а Божјото на Бога. И тие му се чудеа. Дојдоа при него и садукеите кои вела дека нема воскресение, па го прашаа говорејќи: Учителе, Мојсеј ни напиша: ако некому умре братот и остави жена, а деца не остави, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека го воздигне потомството на брата си. Беа 7 браќа. Првиот зеде жена и кога умре, не остави пород. Неа ја зеде вториот брат и умре, но и тој не остави пород, исто така и третиот. Ја зедоа сите 7 и не оставија пород. По нив умре и жената. При воскресението, кога ќе воскреснат, на кого од нив таа ќе биде жена? Од тие 7 ја имаа како жена. А Исус им одговори и рече: Зар не се лажете, бидејќи не ги познавате ни писмата, ниту силата Божја? Зашто кога ќе воскреснат од мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, а се како ангели на небесата. А за мртвите дека ќе воскреснат,
не сте ли читале во книгата на Мојсеја, како му рече Бог при капината? Јас сум Бог Авраамов и Бог Исаков и Бог Јаковов. Но он не е Бог на мртвите, а Бог на живите. Вие пак многу се лажете. Тогаш пристапи еден од книжниците кој ги слушаше како се препираат и увиде дека Исус им одговараше добро, па го запраша: која е прва од сите заповеди? А Исус му одговори: Прва од сите заповеди е: чуј, Израиле, Господ Бог наш е еден Господ. Затоа возлюби го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, и со сета своја душа, и со сиот свој разум, и со сета своја сила. Тоа е првата заповед. А втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како себе си. Друга заповед, поголема од овие, нема. Книжникот му рече: добро учителе, право кажа дека Бог е еден и дека нема друг освен него, и дека да го љубиш со сето срце и со сиот разум и со сета своја душа и со сета сила и да го љубиш ближниот свој како себе си е повеќе од сите прилози и жртви. Исус, па кога виде дека умно одговори, му рече: Не си далеко од Царството Божјо. Потоа никој веќе не смееше да го праша. И кога одговараше, Исус, проучувајќи го храмот, рече: Како зборува учениците дека Христос е син Давид. Сам пак Давид кажа свештиот книг, рече Господ, седиот на десна страна, дури коите не пријатни го помолите на нозете Твои. И така сам Давид го нарече Господ. Откаде тогаш да биде Твој син? И многу народ го слушаше со сладост. И им рече потоа во својата порука: Чувајте се од книжниците кои сакаат да променету и да ги поздравуваат по улиците. И предни седишта во синагогите, како и први места на гозбите. Тие што ги подјавуваат домовите на вдовиците или ценерно долу да се молат, ќе бидат потешко осудени. Па сега Исус спроти ковчежето и гледаше како народот пушта пари во него. Мнозина богати пуштаа многу, и кога дојде една бедна вдовица, пушти 2 лепти, што прават еден подрант. А Исус, кога ги повика учениците своји, им рече: Вистина ви велам, дека оваа сиромашна вдовица даде повеќе од сите што пуштија по ковчежето, зашто сите пуштија од својот вишок, а таа од својата сиромаштија даде се што имаше, целата своја прехрана. Исусовата беседа за разурнувањето на Ерусалим и за неговата идна слава. Совети и опомени нарочно за стражарењето. Глава 13. А кога излегуваше од храмот, еден од учениците негови му рече: Учителе, гледај какви камења и какви згради. Исус пак му одговори и рече: Ги гледаш ли овие големи згради? Ни камен на камен нема да остане овде што не ќе биде урнат. А кога седеше на Елеонската гора спроти храмот, го прашаа насамо Петар, Јаков, Јован и Андреја: Кажи ни, кога ќе биде тоа и кој е знакот? Кога ќе се изврши сето тоа? Исус, одговарајќи им, почна да зборува: Чувајте се да не ве прелаже некој. Оти мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи дека сум јас, и ќе прелажат мнозина. А кога ќе чуете за боеви и гласови за војни, не плашете се, зашто сето тоа треба да стане, но тоа уште не е крајот. Ќе се дигне народ против народ и царство против царство, а на некои места ќе има и потреси, и глад, и маки. Тоа е почетокот на болките. Но вие чувајте се сами, зашто ќе ве предадат на судови, а по синагогите ќе ве бијат, и пред управници и пред цареви ќе бидете изведени заради мене, за сведоштво пред нив. И кај сите народи најнапред треба да се проповеда Евангелието. Кога пак ќе ве поведат за да ве предадат, не грижете се однапред што ќе говорите, ниту размислувајте. А она што ќе ви се даде во тој час,
Тоа кажете го. Не сте вие што ќе зборувате, туку Светиот Дух. И брат брата ќе предаде на смрт, и татко чедо, и ќе се дигнат децата против родителите и ќе ги убијат. Ќе бидете намразени од сите заради моето име, кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. А кога ќе видите мерзоста на запустението, како што рекол пророкот Даниил, да стои каде што не треба, кој чита, нека разбере. Тогаш и оние што се во Јудеја, нека бегаат по планините. И кој на покривот да не слегува во куќата, ниту да влегува да земе нешто од куќата своја. И кој на нива, да не се враќа за да го земе облеклото свое. Но тешко на времените и на оние што дојат во тие дни. Туку молете се, бегањето ваше да не биде зиме, зашто во тие дни ќе биде мака, каква не била досега од почетокот на светот, што го создаде Бог, а и нема да биде. Иако Бог не ги скратеше тие дни, тогаш не би се спасил ниеден човек, но заради избраните кои ги избра Он, ќе ги скрати дните. Тогаш, ако ви каже некој, еве, овде е Христос, или ене таму е, не верувајте, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци, и ќе покажат знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, и избраните. Но вие, чувајте се, ете, се одно ви кажат. Во тие дни, пожалост, сонцето ќе потемни, месечината нема да ја дава својата светлина, и звездите небески ќе попаѓаат, и силите што се на небото ќе попуштат. И тогаш ќе го видат Синот човечки, како иде на облаци со голема слава и сила. И Он тогаш ќе ги испрати ангелите своји и ќе ги собере своите избрани од 4 ветра, од крајот на земјата до крајот на небото. Со смоквата направете споредба. Кога низините гранки се подмладат и пуштат лисја, знаете дека е близу летото. Па така и вие, кога ќе го видите сето тоа да станува, знаете дека е близу предврата. Вистина ви велам, нема да помине овој род, дури сето тоа не се збитне. Небото и земјата ќе преминат, но зборовите мои нема да преминат. А за тој ден и час никој не знае, ни ангелите небесни, ниту Синот, а само Отецот. Внимавајте, бидете будни и молете се, оти не знаете кога ќе настане времето. Како човек, кој заминувајќи ја остава куќата своја и им дава власт на слугите своји, секому своја работа, и на вратарот му заповеда да биде буден, бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде домаќинот на куќата, приквечер ли или на полнок, или петните кога ќе пропеат, или наутро, па да не дојде ненадивно и да ве затече да спиете. А што ви зборувам вам, им го зборувам и на сите. Бидете будни. Христовото помазание во Витанија. Воскресното јагне. Тајната вечера. Борбата во Гециманија. Паќањето, сослушувањето, заповедта и страдањето пред Кајафа. Петровото одречување и каење. Глава 14. По 2 дни беше Пасха и празникот без квасници, а првосвештениците и книжниците сакаа да го фатат на измама и да го убијат, но велеа: на празникот не, за да не стане бунт меѓу луѓето. А кога беше он во Витанија, во куќата на Симона Лепрозниот, и седеше на трпеза, дојде една жена со шишенце скапоцено и чисто нардово миро, и кога го искрши шишенцето, го изли мирото врз главата негова. А некои негодуваа во себе и говореа: зошто мирото да се растура така? Тоа можеше да се продаде за повеќе од 300 динарии и да се раздадат на сиромасите. И негодуваа против неа. Но Исус рече: оставете ја неја,
зошто ја буните? Таа направи добро дело за мене. Сиромасите секогаш ги имате со вас и кога сакате, можете да ми направите добро, но мене ме немате секогаш. Тоа што можеше, таа го направи. Испревари да го помаже телото мое за погребение. Вистина ви велам, каде и да се проповеда ова Евангелие, од целиот свет ке се прикажува за нејзин спомен и тоа што го направи таа. Тогаш Јуда Искариотски, еден од 12, отиде кај првосвештениците за да им го предаде. А тие штом чуја се зарадува и ветија да му дадат сребреници. И бараше погодно време за тоа да го предаде. Во првиот ден на Бесквасници, кога го колеа пасхалното јагне, учениците негови му рекоа: "Каде сакаш да одиме и да приготвиме за да ја јадеш пасхата?" И прати двајца од учениците своји, па им рече: Отидете в град и ќе ве сретне еден човек што ќе носи вода во стомна. Одете по него и каде што ќе влезе тој, кажете му на домакинот: Учителот вели, каде е собата во која ќе јадам пасхата со учениците своји. И тој ќе ми покаже голема соба, послана, приготвена. Таму сгответени. И излегоа учениците негови и дојдоа во градот и најдоа како што им беше рекол, па ја приготвија пасхата. А кога се стемни, он дојде со 12. И кога седеа и јадеа, Исус им рече: Вистина ви велам, еден од вас што јаде со мене, ќе ме предаде. Тие се разжалостија и почнаа еден по друг да велат: "Да не сум јас?" А он им одговори и рече: Еден од 12 е што мака со мене во чинијата. Но Синот човечки иде, како што е напишано за него. Само тешко му на оној човек преку кого Синот човечки ќе биде предаден. Подобро ќе беше за тој човек да не беше се родил. И кога јадеа, зеде Исус леп, го благослови, го прекрши, па им даде и рече: Примете, јадете, тоа е моето тело. Потоа ја зеде чашата, заблагодари и им ја даде. И се напија од неа сите. И им рече: Тоа е мојата крв на новиот завет, која се пролива за мнозина. Вистина ви велам, јас нема да пијам веќе од лозовиот плод, се до оној ден кога ќе пијам нов во Царството Божјо. Па откако испеаја благодарствена песна, се искачија на Елонската гора. И им рече Исус: Сите ќе се соблазните заради мене во оваа ноќ, зашто е напишано: ќе го поразам пастирот и ќе се разбегаат овците. Но после, кога ќе воскреснам, ќе отидам во Галилеја пред вас. А Петар му рече: Дури и сите да се соблазнат, јас не. Му рече Исус: Вистина ти велам, дека уште денес, во оваа ноќ, пред да запее петел 2 пати, ти 3 пати ќе се откажеш од мене. Но тој уште повеќе тврдеше: Ако треба дури и да умрам со тебе, нема да се одречам од тебе. И сите така рекоа. Пристигнаа во пределот по име Гециманија и им рече на учениците своји: Седете овде додека отидам да се помолам. И ги зеде со себе Петра, Јакова и Јована, се замисли и почна да тагува. Па им рече: Душата ми е смртно нажалена. Останете тука и бидете будни. И штом се оддалечи малку, падна на земја и се молеше за да го одмине оној час ако е можно. И велеше: Ава, Оче, се е можно за тебе. Отклони ја од мене оваа чаша, но не како јас што сакам, туку како ти. Па дојде и ги затече да спијат и му рече на Петра: Симоне, спиеш ли? Не можеш ли еден час да бидеш буден? Бидете будни и молете се за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. И пак отиде и се помоли изговарајќи ги истите зборови.
А кога се врати, ги најде пак како спијат, оти очите им беа натежнале и не знаеја што да му одговорат. И по трет пат дојде и им рече: Спиете само и почивате. Свршено е. Дојде часот. Еве се предава Синот човечки во рацете на грешници. Станете да одиме. Еве наближи оној што ме предава. И веднаш, дури он уште говореше, Јуда, еден од 12-те, дојде и со него многу народ со мечеви и со стапови, испратени од првосвештениците, книжниците и старешините. А оној што го предаваше им беше дал знак велејки: кого ќе го целивам, оне. Патете го и водете го предпазливо. Па кога дојде веднаш, се приближи до него и рече: Радувај се, Рави, и го целива. А тие ги кладоа рацете свој на него и го фатија. Еден пак од оние што стоеја таму извади нож, го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Исус им одговори и рече: Како на разбойник сте излегле со ножови и колови за да ме фатите? Секој ден бев со вас во храмот и поучував и не ме фативте, но нека се исполнат писмата. И тогаш, кога го оставија, сите се разбегаа. А по него врвеше еден млад човек наметнат со платниште на голо тело. И војниците го фатија, но тој, кога го остави платништето, побегна од нив необлечен. И го доведоа Исуса при првосвештеникот и се собраа таму сите првосвештеници, старешини и книжници. А Петар врвеше по него далеку и влезе внатре во дворот на првосвештеникот, па седна со слугите и се грееше на огнот. Првосвештениците и целиот Синедрион бараа сведоштва против Исуса за да го убијат и не наоѓаа, зашто мнозина лажно сведочеа против него и тие сведоштва не беа еднакви. И станаа некои па сведочеа лажно против него велејки: Чувме дека он говореше: ќе го урнам овој ракотворен храм и по 3 дни ќе созидам друг, неракотворен. Но ни тоа нивно сведочење не беше еднакво. И првосвештеникот, откако застана на средина, го праша Исуса говорејќи: Ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? Но он молчеше и ништо не одговараше. Првосвештеникот пак го праша и му рече: Ти ли си Христос, Синот на Благословениот? Исус рече: И јас сум. И ќе го видите Синот човечки како седи од десната страна на силата и како иде на облаците небески. А првосвештеникот пак, што ми ја раскина облеката своја, рече: Зошто ни се повеќе сведоци? Чувте како хули на Бога, како висечини, и сите тие се согласија дека заслужува смрт. А некои почнаа да плукаат на него, да му го покриваат лицето, да го бијат и да му велат: Проречи! И слугите го удираа по образите. Кога Петар беше долу во дворот, дојде една од слугинките на првосвештеникот, па штом го виде Петра како се грее, погледна во него и рече: И ти беше со Исуса Назареецот. Но тој одрече велејќи: Не знам, ниту разбирам што говориш. И излезе надвор пред дворот и запеа петел. Слугинката, кога го виде повторно, почна да им зборува на оние што стоеја таму: И овој од нив. Тој пак одрече. Подоцна, оние што стоеја таму му рекоа на Петра: Навистина и ти си од нив, бидејќи си галилеец, а и говорот ти е таков. А тој почна да се колне и се заколна: Не го познавам овој човек за кого говорите. И по втор пат петел запеа. Петар се сети на зборовите што му ги каже Исус: Уште пред 2 пати петел да запее, 3 пати ќе се отречеш од мене. И почна да плаче. Исус пред Пилата. Осудата. Трновиот венец. Смртта Исусова на крст. Исусовото погребение. Глава 15.
И веднаш утредента првосвештениците со старешините и книжниците и целиот Синедрион направија совет, па како го врзаа Исуса, го одведоа и го предадоа на Пилата. А Пилат го праша: "Ти ли си царот јудејски?" Он одговори и рече: Ти велиш. И првосвештениците го обвинуваа многу, но не одговори ништо. А Пилат пак го праша и рече: "Ништо ли не одговараш? Гледаш колку многу сведочат против тебе." Но Исус ништо веќе не одговори, така што Пилат се чудеше. А на секој празник им отпушташе по еден осуденик кого што ќе го побараа. И беше еден осуден по име Варава заедно со придружниците што во една буна извршиле убиство. И кога извика народот, почна да го моли Пилата да им го направи она што им го правил секогаш. А тој им одговори и рече: "Сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар?" Оти знаеше дека првосвештениците го беа предале од завист. Но првосвештениците го наговорија народот да вара и да им го пушти Варава. Пилат пак им одговори и рече: "Што сакате да направам со оној што го именувате цар јудејски?" Тие одново извикаа, велејќи: "Распни го." Пилат им рече: "Што зло направил?" Но тие уште посилно извикаа: "Распни го." Тогаш Пилат, сакајќи да му угоди на народот, им го пушти Варава, а Исуса го бичува и го предаде да го распнат. Војниците пак го одведоа внатре во дворот, односно во преторијата, и повикаа цела чета. Па му облекоа багреница и откако сплетоа трнов венец, му го кладоа на главата. И почнаа да го поздравуваат: "Радуј се, царе јудејски!" И го биеја по главата со трска и плукаа на него, паѓајќи на колена му се клања. А кога го исмеаја, му ја соблекоа багреницата, му го облекоа неговото облекло и го поведоа да го распнат. И го натераа некој си Симон, Киринеец, татко на Александар, и на Руф, кој се враќаше од поле да му го носи крстот. Па го одведоа на местото Голгота, што значи место на черепи. И му дадоа да пие вино со смирна, но он не зеде. Тие што го распна, ги разделија лиштата негови, фрлајќи ждремка кој што да земе. Беше третиот час и го распнаа. И имаше надпис за вината негова: "Цар јудејски." А со него распнаа и два разбойника, едниот од десната негова страна, а другиот од левата. И се исполни писмото кое вели: "И меѓу грешници го ставија." А минувачите вртејќи глава го хулеа и велеа: "Аха, ти што го уриваш храмот и за 3 дни го созидуваш, спаси се себе си и слези од крстот." Исто така и првосвештениците заедно со книжниците му се смееја и велеа: "Другите ги спасуваше, а себе не може да се спаси." Христос, царот Израилев, нека слегне сега од крстот, па да видиме и да поверуваме, го хулеа и распнатите со него. А во 6-тиот час настана темнина по целата земја до 9-тиот час. И во 9-тиот час Исус извика гласно, велејќи: Елои, Елои, лама савахтани. А тоа значи: Боже мој, зошто си ме оставил? Некој од оние што стоја таму, штом го чуја тоа, рекоа: Ете, го вика Илија. А еден отрча натопи сунѓер во оцет, па како го закачи на трска, му даваше да пие, велејќи: Почекайте, ќе видиме, ќе дојде ли Илија да го симне? Исус пак, кога испушти висок глас, издивна. И црковната завеса се расципи надве од озгора додолу. А стотникот што стоеше спроти него, кога виде дека он откако извика така и издивна, рече: Навистина овој човек бил син Божји. Имаше и жени што гледаа оддалеку. Меѓу нив беше и Марија Магдалина и Марија мајката на малиот Јаков и на Јосија и Саломија, кои тогаш, кога он беше во Галилеја, првеа по него и му служеа, и многу други што беа дошле со него во Ерусалим. А кога
се стемни веќе, бидејќи беше петок, односно спроти сабота, дојде Јосиф од Ариматеја, прочуен член на Советот, кој сам го очекуваше Царството Божјо, се осмели и влезе при Пилата и го помоли за телото Исусово. Пилат се зачуди дека он веќе умрел и кога го извика стотникот, го праша дали одамна умрел. Па што му узна од стотникот, му го даде телото на Јосифа. А Јосиф купи плаштаница, го симна и го обви во плаштаницата и го положи во гроб што беше излапен во карпа и навали камен на гробната врата. А Марија Магдалина и Марија Јосиева гледаа каде го полагаат. Христовото воскресение. Воскреснатиот им се јавува на учениците. Заповед за крштевањето на сиот свет. Вознесението. Глава 16. Што мина саботата, Марија Магдалина, Марија Јаковова и Саломија купија мириси за да дојдат и го помажат Исуса. И во првиот ден од седмицата дојдоа на гробот многу рано кога изгреваше сонцето, па се зборуваа помеѓу себе. Кој ќе ни го одвали каменот од вратата на гробот? И кога погледнаа, видоа дека каменот е одвален, а тој беше многу голем. Штом влегоа во гробот, видоа еден млад човек облечен во бели алишта како седи од десната страна и се уплашија многу. А тој им рече: не бојте се, вие го барате Исуса Назареецот распнатиот. Он воскресна, не е овде. Еве го местото каде што беше положен. Но одете, кажете им на учениците негови и на Петра дека он пред вас ќе отиде во Галилеја. Таму ќе го видите, како што ви беше рекол. Штом излегоа, побегнаа од гробот, зашто ги опфати страф и ужас и никому ништо не рекоа оти се боеја. А Исус кога воскресна во првиот ден од седмицата и се јави најнапред на Марија Магдалина, од која беше истерал 7 демони. Таа отиде и им јави на оние што беа со него и што плачеа и ридаа, но тие кога чуја дека е он жив и дека таа го видела, не поверуваа. Потоа се јави во друг вид на двајца од нив попат кога одеа в село. И штом се вратија, тие им кажаа на другите, но и ним не им поверуваа. Најпосле им се јави на 11-те кога беа на трпеза и ги укори за нивното неверие и жестокосрдечност, зашто не им поверуваа на оние кои го видоа воскреснат. Па им рече: Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. А знаците на оние што ќе поверуваат, ќе им бидат овие: со моето име ќе истеруваат бесови, ќе говорат нови јазици, ќе фаќаат змии, и ако нешто смртоносно испијат, нема да им навреди. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. А по разговорот со нив, Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Бога. Тие пак отидоа и проповедаа насекаде. И Господ го подкрепуваше словото нивно со чудеса што се јавуваа. Амин.